Актерите кои се залутани во струката се лакмусот кој црвенее од нивото на закиселеност, обучени да бидат најобични придржувачи на инката низ која се процедува непрофесионалност. Тие и не знаат ништо друго, освен да функционираат по команден принцип. За прекршување на права. Таквото однесување во кое извршителот е само продолжена рака на нарачателот делува поттикнувачки за сите кои очекуваат сличен третман и ниво на комуникација, па се фрапирани кога наместо со диктат ќе се соочат со слободна тема. Господине Здравјовски, дали го штитите председателот на кричната? Не штитам никого. Научите се малце на култура. Ова не е новинарство, вие штитите. Тоа е тоа што треба да се прави кога на професионалната раскрсница знакот на првенство го има јавноста, а не политиката која за волја на вистината е толку непријатен на ангажман за копирачите на лидеровите духовити вербални екзибиции, кои освен на тестот паѓаат и на полагањето на полигон, бидејќи смислата за хумор им е исто толку погрешно паркирана, колку што по сопствено признание име и велосипедот. Метак надвор и тука соседот. Вика, дојди, вика, комшија, нешто да ти кажам, тука сакам на страна. Мене мрак, пошто човеков два пати ми кажува да не го паркирам од страна таму, точакот ќе ми го дигнат. Викам, гарант ми го дигнале, сака да ми каже дека завршила работа. Ме фаќа за рака, вика, види, мириса, ова. Што мириса? А вика, мириса, ке имате избори годинава, еј. Овие трето за четврто опојнини дугави штосови за отворениот соседски пристап се потполно различни од илегалниот начин на действување, кој го практикуваат токму оние од чии усти тече досетливоста. Па нивните членови се тие што без скрупули им го компромитираат и онака здодевниот виц. Скриена камера. Може искриено тука од овој мафијашов. Велегруевски. Кој Велегруевски? Па градоначалникот на општина наша. Он му понудил? Па тие скришно работат, ни те прашува, иако сум ја во партија, ни те прашува кој си, што си, дали сакаш, дали нечеш. Тие се работат тајно, скриено. Нема отворено они. Оваа мала диверзија не ги обеспокојува затоа што тие се затворени во својот внатрешен круг, во кој животот, речи си, и не е во допир со реалноста. Убав повод, позитивни луѓе, модерна бина, многу енергија. Што да ви кажам? Поводот е лош, оти првооделенците немаат грејење. Родителите се лути и негативни, бина кој знае дали воопшто има, а камоли модерна. Ама за тоа, енергијата која политиката ја пренесува врз директорите е толку голема, што тие не признаваат дека децата се мрзнат. Меѓутоа, за да створиме ние една добра клима, добра атмосфера во самата училница, имаме и додатно грејење. И на крајот, непогрешливо точната диагноза на постојано погрешливиот. Без компас крштапме од патот. Ниту компас не помага ако ориентирот е искривен. Тогаш и од прав пат се скршнува.